Позитивна завршница доби иницијативата на општина Кочани за прогласување за природна реткост на Дабот Благун во селото Бели, со што тој ќе се спаси од пропаѓање. Со решение на Министерството за животна средина и просторно планирање, 3 нови локалитети од Источна Македонија се прогласени за природна реткост, а меѓу нив е и Дабот кај манастирот Свети Илија кај Бели. Со тоа мрежата на заштитени подрачја во Брегалничкиот регион се проширува и развива. Меѓу местното население постои и став дека Дабот во Бели е стар близу 7 века. Пред 20 години најдолгата гранка се скрши, а во стеблото се отвори дупка, пошто дел од него почна да се суши. Во 2012 година удар од гром предизвика пожар на дрвото. И покрај тогашните проценки на стручни лица дека белскиот даб нема да го преживее пожарот, тој се уште не е уништен и останува со него да се поврзуваат случки и да ја чува историјата на селото. Покрај Дабот Благун за природни реткости од Брегалничкиот регион се прогласени и црната дудинка во селото Лесново и карактеристичниот геолошки профил во селото Звегор. Дабот од Бели, како и дудинката од Лесново се најстари примероци од овие дрвенести видови кајнас и меѓу најстарите дрвја во државата. Профилот во Звегор пак е едно од најзначајните палеонтолошки наоѓалишта за пикермиската фауна во Европа. Подготовките на потребната документација и истражувањата за почнување на процесот за прогласување на природни реткости беа поддржани од програмата за зачувување на природата во Македонија. Заштитата на Дабот кај Бели понатаму ќе се спроведува од страна на општина Кочани со заштитно-конзерваторски мерки, научни истражувања, континуиран мониторинг за здравствената состојба, како и едукација на локалното население за потреба од заштита и зачувување на природната реткост. Според најавите од општина Кочани, постои можност за ваквите активности поддршка да се добие и од програмата за заштита на природата и од Швајцарската агенција за развој и соработка.